Добар ден, почитувани, ова е почетокот на уште една нова Телма амбуланта. Изложувањето на сонце, особено во летниот период, подразбира користење креми со заштитен фактор за заштита на кожата од штетните влијанија на УВ зраците. Какво е значењето на броевите наведени пред заштитниот сончев фактор? Дали повисок број секогаш значи подобра заштита? Треба ли од одмор, од море да се вратиме бели за да се заштитиме од меланом? Дали карциномот на кожа се појавува секогаш на оној дел на кожата што бил изложен на сонце? Имаме многу дилеми кои што очекуваме да ги разрешиме во денешната Телма амбуланта, а на таа тема ќе зборуваме со доктор Верче Тодоровска, дерматовенеролог во Дерма Нова. Разговорот стартува по рекламниот блок. Многу од нас го сакаат сонцето, се чувствуваат подобро во сончевите денови. Исто така, кога сме на плажа и малку кожата ќе ни потемни, изгледаме подобро во првите денови. Но вела дека потемнета кожа всушност значи оштетена кожа. Па затоа е неопходно да се користат креми со заштитни фактори. Се за заштитните фактори од сонце денеска од разговорот со доктор Верче Тодоровска, дерматовенеролог во Дерма Нова, единствен носител на професионална диплома за дермоскопија од Универзитетот во Квинленд, интернационален предавач. Навистина имате искуство во оваа област и токму затоа со вас ја отвараме денешната тема и ќе проговориме, како што веќе споменав, за факторите за заштита од сонце. Најнапред, што точно значи она што е напишано на кремите SPF? Тоа е скратенка од Sun Protection Factor. Значи, тоа покажува во која мера е заштитена кожата да не изгори. Значи, ако вашата кожа е од типот 1 или 2 до 3, кои што лесно горат, а тешко потемнуваат, таа може да изгори за 10 минути незаштитена на сонце, особено на вака високи UV индекси. Со нанесување на факторот 15, тоа време на експозиција се продолжува до 150 минути. Меѓутоа, тоа се лабораториски бројки. За да факторот ја даде онаа заштита која што ја декларира на самата опаковка, тој мора да биде нанесен во 2 мг на сантиметар квадратен. Значи, секогаш треба да имаме доволно количество од фактор нанесен на кожата и во која мера, значи, заштитува, зависи од вашето однесување. Ако вие влезете во вода, например, или сте активни на плажа, со потењето, со водата, тој фактор се одмива и за многу кратко време може значи, да ја изгубите таа заштита. Исто така, со самото нанесување, максимум заштита всушност на тој фактор е до 2 часа, бидејќи во рок од тие 2 часа, оние филтри кои што се всушност главната компонента, активна состојка на овие фактори, се трошат. Бидејќи тие се ги во најголемиот број случаи пред се хемиските филтри ги апсорбираат UV зраците. И на тој начин се трошат, значи. Додека минералните филтри на друг начин се трошат преку бришење, вода, игра во песокот и така натаму. Така да појасниме само која е разликата помеѓу минералните и хемиските филтри, бидејќи често слушаме сега и за оваа дистинција. Основна разлика е начинот на кој тие не штитат од UV зраците, и од UVB и од UVA. Минералните филтри по дефолт штитат од обете зраци, од обете типа на UV зрачење, бидејќи тие имаат систем на делување преку рефлексија, значи како систем на огледало, ги одбиваат UV зраците и на тој начин ја штитат кожата. Тоа е најчесто цинк оксид, така и титаниум диоксид. Значи тие се препорачуваат кај почувствителни кожи, особено кај дечињата, остават бела трага на кожата, да, кои што имаат едноставно една пречувствителност на сонцето, склоност кон алергиски реакции и така натаму, или пак веќе имаат некое кожно заболување кое ги прави уште почувствителни, од типот на витилиго, па и псоријаза, една екцема и слично. Кај тие состојби препорачуваме да биде, значи, со минерални филтри. Тоа не значи дека хемиските филтри се лоши или штетни за вашето здравје. Хемиските филтри делуваат на друг начин.
Тоа е преку начинот на апсорбција или како сунгер. Значи, тие ги апсорбираат UV-зраците, бидејќи тие носат известна енергија, имаме одредени реакции во кожата, кои што може, кај луѓе со, веќе од првата група што кажав, да има некоја иритација или да се појави некоја реакција. И затоа најдобриот фактор за сончење или крема за сончење е онаа која што има комбинација од овие два. Бидејќи минералните филтри ќе ги рефлектираат зраците, меѓутоа не се толку козметски прифатливи, во комбинација со хемиските филтри и нивните, како викаме ние, стабилизатори, нанесувањето на сончевите креми е многу полесно, поприфатливо за луѓето и тие ќе бидат велиме ќе имаме комплајанс, односно ќе ги нанесуваат како што е потребно во соодветна мера и на секои 2 часа. Бидејќи повеќе од тоа немате заштита. И ние да не SPF фактор не ви нуди 100% заштита без оглед што пишува. До тој дел, без оглед на тоа велите што пишува, но има креми за сончење на кој што е наведено дека има заштитен фактор 100. Тука можеме да го погледнеме телопот кој што покажува кој заштитен фактор, колкава заштита овозможува. И сега тука започуваме со заштитен фактор 2, вели дека блокира 50% од UV-зраците, еве го во целост, 4 75% и 90% овозможува заштитниот фактор 10, 93 15 заштитниот фактор и еве гледаме понатаму како се движи, како расте тој процент и стигаме дека заштитниот фактор 100 всушност штити 99%. Сега нешто друго да ви кажам. Кога сме на плажа и преку клинички студии, воопшто и во урбана средина, значи има докажано е дека луѓето користат најмногу половина, најчесто половина од препорачаната доза. На тој начин факторот на заштита што го добивате веќе се намалува. Значи од 98 може би имате таму 40% од UV-зраците ќе ги блокирате, бидејќи не сте нанеле доволно и не е рамномерно нанесено на секаде тоа заштитно средство. Препораките се, кога, например, еве лицето, бидејќи секојдневно го заштитуваме од сончевите зраци, без оглед дали сме на плажа или одиме на работа, или се рекреираме, треба да ставите 2 линии на показалецот и средниот прст, 2 линии од факторот, затоа се препорачува да биде најчесто во форма на крема, флуид, млеко. Избегнувајте спреови и лосиони, бидејќи на тој начин ставате многу помалку од потребното, а плюс тоа има и одредени ризици за инхалирање на тие субстанции. Веќе некои се забранети заради формата, не ради составот. Значи спреовите да ги избегнуваме, сите што се во прашкаста форма што може да се инхалира, особено за дечиња. Иако изгледаат многу лесно и практично, сепак не даваат доволна заштита. Значи тие 2 линии одговараат на 2 мг на сантиметар квадратен кожа. За лицето, вратот и ушите е доволно 2 линии. За едната рака 2 линии, за другата рака и така го делиме телото. Трупот на 2 дела, горниот, долниот дел, исто така едната и другата нога. И секогаш обрнете внимание на оние места, велиме, што редовно ги забораваме, а тоа се дланките, ушите, задната страна на вратот, скалпот, особено кај луѓето кои веќе ја губат косата, значи, па дури и кај жените што имаат проречена коса и воопшто во последно време многу често гледаме меланом на скалпот, што е навистина порано беше раритет. Дорзумот, односно горната страна на стапалата, многу често знае да изгори и значи на тој начин ги заштитуваме оние зони кај кои што бидејќи ова често се прескокнувани, имаме кумулација од една страна на UV зрачење, од друга страна често горат и на крај на овие места ги гледаме најчестите карциноми на кожа од типот на базоцелуларни, сквамоцелуларни, а меланомите имаат малку друга една генетика, подосна за нив ќе зборувам. Значи, најчесто базалиомите и спиноцелуларните се лоцирани во тие регии. Региите што не ги заштитуваме всушност. Значи, темпоралната регија, фронтално дел, значи тоа се регии каде што најчесто потоа ги гледаме овие карциноми на кожа, кои што се всушност еден тип, значи тоа се најчестите типови на рак на кожа, меѓутоа сепак носат известен ризик, иако не можат да се рашират низ телото, тие можат локално да направат дефект и да се доведе дури до мутилантни, да речем, страшни деформитети на лицето, особено велам за оваа регија. Скоро имавме пациентка која што
поради одложување на третманот на базалиомот. Затоа велам, секој карцином, секој рак е рак. Не го подценувајте, макар и базалиомот. Третирајте го веднаш. Само тогаш ќе имате најдобри резултати. Значи, доведено е до отстранување на око. Бидејќи базалиомот бил малку нетипичен, долго време бил лекуван како еден вид конјунктивит, проблем со кожата на очите, ова на капаците, за да дојде до таа ситуација. Исто така на носот е многу често, бидејќи носот ни е најисторениот дел од лицето и многу често гори. Значи, затоа секогаш за да на некој начин се осигурате дека сте нанеле доволно од факторот, ставете, значи, таа количина, убаво размачкајте, особено во тие делови, и пред излегување, еве, 10 минути пред излегување, нанесете уште еднаш, може би само еден прст, значи половина од тоа, и на тој начин ќе добиете што поголема покриеност и што подобра заштита од UV зраците. Докторке, што да одбереме кога станува збор за заштитните фактори? Дали да речеме заштитен фактор 30 или пак 50, бидејќи разликата помеѓу нив е само 1%. Иако според броевите очекуваме дека е многу поголема. Меѓутоа, тој 1%, како да кажам, тоа е пак еден вид на бројка, само бројка. А во праксата гледаме нешто сосема друго. Во секој средство со заштитен фактор имаме заштита од два типа на UV зраци, UVA и UVB. Заштитата од UVB зраци може да се квантифицира. Значи, точно се одредува и всушност ова повеќе се однесува на беззраците. Бидејќи како се одредува? Време потребно да се создаде изгореница на незаштитена кожа. Тоа е различно кај различни типови на кожа. Например, светлите со пегички, со светла коса, светли очи, може да изгорат на UV индекс 11-10, како што е сега, за помалку од 4 минути. Значи само 4 минути е потребно. Во вакви услови, бидејќи UV индексот го покажува интензитетот на UV зрачење. Значи сега е тој максимален. Затоа штитете се. Додека потемните коши, например, оние што имаат маслинен стен, оние кои што скоро никогаш не горат, а лесно потемнуваат, тие секако ќе може да останат подолго време на сонцето, меѓутоа и кај нив може да дојде до изгореници. Така да кај нив може да се земе некој факт. Јас препорачувам минимум 30, бидејќи тоа е оној минимум кој што и Светската здравствена организација го препорачува за да се одржи една добра заштита од сончевите зраци. Значи не само со овие 97%, туку и оној дел што заборавив да го нагласам, тоа е заштитата од UVA зраците, бидејќи не може да се квантифицира, се препорачува, значи тоа се регулативи всушност на ниво на европските, светските агенции за заштита на нашето здравје, да биде 1:3. Значи, ако во самата крема имате, не знам, 90 грама филтри што ги блокираат UVB зраците, треба да имате најмалку 30 грама од оние што ги блокираат UVA зраците. И сега наведено е тоа на производител? Да, точно. Значи на тоа треба да се внимава. UVA зраците ги блокираат само одредена група на хемиски субстанции. Од хемиските филтри. Од минералните рековме, тоа се единствени кои што ги блокираат двата типа. И другите, и UVA и UVB. Овие што ги блокираат UVA зраците, се малку, како да кажем, од понов датум, меѓутоа сепак долго време се во употреба. Има различни регулативи за нивната употреба во Европа и во Америка, бидејќи во Америка има една FDA или Food and Drug Administration агенција која што води, како да кажам, сметка за квалитетот на производите. Значи сончевите филтри се ставени во групата на лекови, бидејќи тие гарантираат заштита од сончеви изгореници, заштита од фотостарење и заштита од рак на кожа. И затоа по последно време FDA покрена една иницијатива за да се провери нивниот квалитет и дали навистина ја пружаат онаа заштита за која е декларирана. Па настана некој, како да кажам, така сега можевме прочитаме листа со познати брендови кои што беа не е забранет. Запишуваше дека не овозможуваат оптимална заштита. Точно, меѓутоа тоа е во однос на самиот производител, а не на супстанцата која што го нуди тоа. Значи на производителот, односно производот кој што декларира таква и таква заштита, а не ја испорачува. Зошто? Бидејќи UVA филтрите се малку нестабилни,
Донесени се нови стабилизатори кои што ги прават да бидат поефикасни во однос на заштитата од сонце и немаме ниту еден забранет сончев филтер. Значи, имаме забрана за употреба на сончеви филтри за заштита на коралите во Хавај и во неколку други земји од Централна Америка. Во однос на употребата на оксибензон, авобензон, октисалат, хомосалат, октокрилен и останатите хемиски филтри, немаме никаква забрана, имаме известно намалување на процентот кој што е присутен во соодветни креми и немаме никаква потврда, никаква клиничка студија која ќе каже дека тие се штетни за вашето здравје. Постои една организација, се вика Environmental Working Group, која што точно мери што се имаме во производите за за одржување на секојдневната хигиена. Значи, може тоа да истражите. Релативно високо котира, значи, навистина стои за истражувања стоја за нивните информации што се пласираат. Ако напишете авобензон, ќе видите, што е хемиски филтер, дека оценката за неговата штетност е од 1 до 2, што е најмалку штетно. Ако ставите една купка за дечиња, која што прави меурчиња, таа ќе добие фактор 8 до 9 на штетност, бидејќи во себе содржи содиум лаурел сулфат. Тоа не значи ништо, тоа е еден вид на, како да кажам, хемикалија која што може да предизвика иритација, може да предизвика алергија, за канцер да предизвика некоја од овие хемикали, потребни се огромни количества многу долго време. Така да во тие 4, како да кажам, категории кои што ги оценуваат, дали таа материја може да предизвика канцер, дали може да предизвика иритација, алергија и слично, најчесто се однесува на тој дел, алергија и иритација. Канцер не е докажано. Си има посебна, како да кажам, агенција која што на ниво на Светска здравствена организација која што има секоја година ја обновува листата на канцерогени. И таму што ќе прочитате? УВ зраците се докажан карциноген. Алкохолот, цигарите, тоа се докажани канцерогени. Што значи тоа? Дека врската помеѓу нивната употреба и појавата на одреден вид на рак е докажана. И тука I rest my case. Значи, имаме докажана ефикасност на овие SPF фактори, кои што не штитат од предвремено старење, од изгорени цинили, кои што се понатаму фактор на ризик не само на немеланомските, туку и на меланомите, значи двата типа, три типа рак на кожа, од кои што меланомот е животозагрозувачки. Така да користете редовно заштитни фактори, значи тоа е само топло ќе ги препорачам, минимум од 30, SPF 50 плюс е наменет за лицата што се почувствителни, а стотката е всушност според мене додаток за полесно да го изберете доколку имате например витилиго или имате прележано некој тип на карцином или пак имате, не знам, алергија на сонце. Но едно време беше забрането да се продаваат. Да, постојат регулативи. Креми со заштитен фактор 100. Точно, имаше една интернационална, како да кажам, конференција на која што се дојде до одлука да 50 плюс биде највисокиот заштитен фактор, бидејќи 98 понатаму што. Меѓутоа, еве сега, бидејќи и заштитен фактор создави некоја лажна сигурност, лажна безбедност, велиш. Нема стотка. Значи, секогаш кога користите заштитен фактор, значи не е доволно да се намачкате и еднаш во денот и вие сте заштитени 99%. Не. Значи, секогаш треба таа заштита да ја комбинирате со облека, со шапка која што има широк обод, бидејќи рековме, задниот дел од вратот е многу осетливо место. Да имате очила за сонце, катарактата исто така во подем. Да имате колку што можете покриен дел од кожата и секако да внимавате да не се изложувате во оние делови од денот кога имаме, не знам, огромна инсолација, особено со овој последниот топлотен бран, а поради глобалното затоплување само ќе расте и понатаму. Ќе расте оваа инсолација, така да штитете се. Докторке, можеме да постигнеме бронзен тен нанесувајќи креми за сончање? Секако.
Значи, колку и да се штитите, сонцето сепак влие и таа одбранбена реакција на кожата ќе се случи. Значи, ќе имате известна промена во тенот. Поентата е тоа да биде минимално, бидејќи бронзениот, потемнетиот тен само значи дека кожата е оштетена. Нема такво нешто како здрав тен. И никако, и никогаш не користете солариуми. Тоа ви е концентрација од УВА зраци. Ќе разрешиме ни за вистини заблуди. Зошто се лупи кожата потемнетата? Зошто? Тоа е оштетена кожа. Организмот сака да ја острани. Значи ли тоа дека треба да се вратиме белиот одмор за да си го заштитиме здравјето на кожата? И да сакате не може да се вратите бели. Значи, евентуално, односно, оние кои што имаат, значи, Фицпатрик тип 1 и 2, тоа се оние што рековме со пегички, со црвена коса, со сини очи, тие може да се вратат бели и треба да се вратат бели, бидејќи они немаат можност да потемнат. Едноставно, нивната кожа не содржи еумеланин, туку феомеланин. А сите останати кои што го содржат вистинскиот меланин, тој знае да се намножи, особено во оние со, да речеме, кафена коса и кафени очи. Ако имате комбинација од кафена коса и сини очи, тогаш тој тип на кожа пак добива некој тен, меѓутоа минимален. Така да не се плашите дека ќе остане. Значи, тоа зависи од вашата кожа. Може да не нанесуваме повеќе креми за сончење? Потемнетиот тен имаме измерено е SPF 8 нуди. Колку? Па сега видете. 8. Да видам тука на табелата, тоа беше па некаде околу 80% заштита не е од УВ доволно, зраци. затоа што, значи, еве, и од лично искуство или воопшто од пријателите, ако со добар тен, останете на сонцето подолго од 2 часа, особено помеѓу 11 и 16 часот, 100% ќе изгорите. И изгореница не е да имате вие пликови, втор, трет степен. Секое поцрвенување на кожата значи дека кожата е изгорела. Кога ни е потемната кожата, потешко ги забележуваме овие промени кои што ги споменавте. Меѓутоа, сепак, кожата може да изгори и најтемниот тип на кожа. Значи, последните пациенти што ги имав беа од соседството, значи, пациенти кои што имаат темен тип на кожа, 4, од Грција, кои што биле на забава на отворено, помеѓу 12 и 16 часот, и тие беа сосема изгорени. Значи, така да немате... Значи, нема кожа што не гори. Нема кожа што не гори. Да разјасниме неколку вистини заблуди во денешната Тилма амбуланта. Првата е, маслото од кантарион е безбедно за сончање. Сончањето е неопходно за оптимални вредности на витамин D во организмот. Најдобра подготовка за плажа е солариумот. И еве, кога ќе поцрниме, нема потреба за заштита од сонце. Последната разрешивме, значи еве ќе одиме од последната кон првата. Најдобра подготовка за плажа е солариумот. Докторке, споменавте веќе тоа никако. Значи, во некои земји е забрането, да, клинички но кај нас студии... се уште се практикува. Кај нас многу работи се практикуваат што се штетни по здравјето, за жал. Постојат клинички студии, направени се клинички студии каде што е докажано дека секое користење на солариум особено пред 35-та година, го зголемува ризикот за карциноми на кожа од сите групи, базалиом, спиналиом и меланом за 75%. Значи, таму имате во таа клаустрофобична за мене капсула, имате концентрација на УВА лампи, УВА зрачење. Она што продира длабоко во кожата, што го дава тој тен. Тоа не гори, меѓутоа дава тен и заради тоа се користи. Меѓутоа, тој тен, фактички многу скапа цена плаќате за тој тен, бидејќи УВА зраците продираат подлабоко во кожата, допренесуваат до прерано и позабрзано фотостарење, до појава на брчки, до загуба на колагенот и на тој начин тој убав тен во моментот кој делува атрактивен ќе ви донесе подоцна можеби малку во животот. Ако го користите околу 20-та, 30-та, кога е најактуелен, тогаш во 40-та, 50-та веќе ќе видите вашата кожа колку полесно и побрзо ќе остари. Со опуштеност, значи поради недостаток на колагенот и еластинот, потоа појава на брчки, појава на хиперпигментација и проширени капилари. Сето тоа не вреди еден темен тен во, да речем, во младоста. Плюс ризикот за појава на карциноми е страшно висок. Последниот пациент што го имав со меланом имаше само 27 години. Значи, во светски рамки, кај лица од оваа возраст, кои што не очекуваме да умираат, нели? Тука морталитетот би требало да биде најнизок помеѓу 20-та и 30-та година.
број 1 причина за таа смртност е меланомата, особено кај женската популација. И тоа најмногу го поврзуваме со ова екстремно користење на солариуми, екстремно изложување на УВ зрачење без соодветна заштита. Така, трендовите се такви, потемна кожа е модерно и младите треба да ги менуваме. Значи, знаете што е најмногу во тренд? Најмногу во тренд, секогаш во тренд е здравата кожа. Така е. Поубаво здравата кожа нема. Точно. Понатаму ќе разрешиме уште една дилема. Сончањето е неопходно за оптимални вредности на витаминот Д. Сите знаеме дека можеме да го суплементираме, но има пак некои истражувања кои велат дека организмот ќе си создаде токму таа количина која што му е потребна. Така. Ако биде телото изложено на сонце. Значи направени се проценки кои кажуваат дека 10 до 15 минути 3 до 4 пати во неделата е изложеност на сонце на оние откриените делови, 15% да речеме рацете, лицето, деколтето, е доволно да се синтетизира, односно неактивната форма на Д витаминот во кожата да преиде во активна и да можеме ние да го користиме. Во врска со Д витаминот има многу неразрешени прашања. Сметам дека тој е многу важен за општото наше здравје, бидејќи веќе го квалификуваат како хормон, а не само витамин. Меѓутоа, науката ќе каже во наредните години. Особено во однос на овој дел за ракот на кожа и меланомот, се уште нема клинички студии кои покажуваат дека доколку имате, ако имате многу низок витамин Д, имате поголема склоност да развиете меланом или друг рак на кожа. Тоа не е докажано, барем до сега, и затоа сметам, со заштита од сонцето имаме клинички студии кои велат дека го намалувате својот ризик од 25 до 50% ако секојдневно користите минимум 30 SPF фактор. Значи, велам секојдневно, континуирано, особено на откриените делови на телото во текот на целата година. А секако во летните месеци, во овие, да речем, малце невообичаено високи температури, тоа треба да биде едноставно потреба, дури треба да имаме и одредени ограничувања. Ова според мене веќе не е портокалова, туку црвена фаза, значи треба буквално да се ограничи движењето во овој период помеѓу 12 и 16 часот, бидејќи не само за рак на кожа, значи имаме веќе тука опасност по здравјето на луѓето и можност дури од смртни последици. Ќе разрешиме уште една дилема кога станува збор за сонцето и здравјето на кожата. Били маслото од кантерион е безбедно за сончање? Многу ќе пристапуваат кон некои природни решенија за заштита од сонце. Кантерионот е лековита, значи материја позната во народната медицина која се користи со векови. И тоа е во ред. Многу често го даваме за здравување на некакви ранички и слично. Меѓутоа SPF фактор во него нема. Така да немојте да се ослоните на кантерионот. Дури и сами ако измешате, додадете, пошто гледам сега дека многу од младите следат некои блогери, не знам со каква претходна едукација, на вистина. Кој што прават. И дури ми е чудно како може повеќе вие да верувате на блогер кој што нема никаква едукација за себе или можеби, не знам, во споредба со дерматолог или некој кој што нели ја работи таа работа и студирал и од медицински аспект. Кожата не е само онаа површина од озгора што е врз телото. Таа е дел од нашиот организам и тоа е многу важен орган кој што буквално има многу функции. Така да се што ставате на вашата кожа, колку ставате, како ставате, е многу битно за вашето општо здравје. Дали кокосовото масло има заштитен фактор во себе, маслиновото масло? Мислам дека и тој беше 5 до 8 SPF, така да подобро може да го користите по сончањето, за едноставно да се врати кожата нели станува сува, дехидрирана, подобро по сончање отколку за сончање. Да ги вклучиме гледачите во денешната Телма амбуланта со нивни прашања. Доктор Верче Тодоровска, дерматовенеролог од приватната здравствена установа Дирма Нова, е во студиото на Телма. Тај ги разрешува сите наши дилеми, а секако доколку имате прашања и дилеми поврзани со темата на која што говориме, ќе добиете одговор од неа, че ќе ги разреши вашите прашања и дилеми. Докторке, за да го заштитим, откако ќе добиеме некаков тен на плажа, како да го зачуваме, да ја зачуваме бојата подолго време, да не се излупиме? Има начин? Можете да влијаете на хидрираноста на кожата. Бидејќи во текот на денот многу често нели влегуваме во вода, па повторно нанесуваме од кремите, некои од нив, поготово овие за дечињата, нели имаат и минерални филтри,
тие потешко се одмиваат, цинкооксидот е малку и ја пресушува кожата. Така да битна е негата на кожата во текот на летните месеци. Се извинам што ја прекинувам, кога ги има цинкоксид нанесено на кожата на децата, понекогаш тој не може да се отстрани со денови. Затоа маслена купка ќе земете, па се што стои подолго време, нели, тоа не е хигиенски, едноставно можност од пресушеност пред се, а потоа следуваат иритации, инфекции и така натаму. Значи мора хигиената да биде на високо ниво. Некогаш имаме екзацербација на екцемите кај дечињата во летниот период. Значи негата што значи? Темелно да се отстрани средството кое што било нанесувано во текот на денот, да се одмие солта, хлорот од базените и слично, со лесни нежни чистачи од типот на маслени купки или синдети и потоа да се нанесе средство кое во себе содржи многу хидрирачки компоненти што смирувачки делуваат на кожата и ја враќаат незината хидратација, а со тоа е биозаштитниот филм кој што ни е неопходен за да не утре се случи некоја иритација понатаму кај дечињата, па дури и бактериски инфекции што се многу чести во летниот период. Дали кога се изложуваме на сонце ќе ни се зголеми бројот на бемките на телото и доколку имаме многу бемки? Треба ли на нив да посветиме посебно внимание при заштитата? Треба ли на тие места се нанесе поголема количина средство за сончење? Бенките се составен дел од нашата кожа. Тие се јавуваат во 60% од случаите благодарејќи на нашата генетска комбинација од обата родители. Значи, ако барем едниот од родителите има многу бемки, голема е шансата и детето да пројави многу бемки кои што се јавуваат во најголем дел од живот во периодот на детството и раната младост, адолесценција. Значи, не се јавуваат сите одеднаш кога ќе се родиме, туку во текот на животот, што значи дека и надворешните влијанија имаат некоја улога, а тоа се сончевите зраци, меѓутоа во 40%. Така да со штитењето на вашето дете може до некаде да допринесете да не се јавуваат многу бенки под наводници, меѓутоа тоа е само 40% од приказната. А останатото е на гените. Така да штитете ги децата, бидејќи освен бенките, изгорениците во детството се фактор на ризик кој што може да го дуплира па и триплира понатаму ризикот за појава на рак на кожа, особено на меланомот. А доколку имаме многу бемки на кожата? Само ќе се штитите, целата кожа ја штитиме, не само бенка по бенка, не треба дополнителна заштита, тоа е погрешно, потоа ни доаѓаат пациентите со бело хало околу бемките, па се чудиме дали имаме имунолошка реакција, сатоневус или пак имаме ваква некоја механичка блокада на потемнувањето на кожата во тие делови. Значи, целата кожа треба да се намачка, буквално целата површина, бидејќи меланомите, како најопасниот рак на кожа, кој што може да доведе до смртен исход, се јавува во 70% на здрава кожа, не на претходна бемка. Значи, само во 30% се јавува на претходна бемка, со поголем ризик на оние конгенитални, односно невуси што се јавуваат со раѓање. А велите здрава кожа, мора таа кожа претходно да била изложена на сонце? Не мора. Не мора? Затоа што и за појавата на меланомот особено, генетиката има голема улога. Постојано се работи на расветлување на самата биологија на меланомот, кој е навистина фасцинантен тумор, кој е многу непредвидлив, може да се јави било каде, бидејќи меланоцитите ги има во секој дел од нашето тело, вклучувајќи ги влакната, ноктите, слузниците, очите. Може да се јави во било која возраст. Значи имаме меланоми и во детска возраст, иако ретки, но постојат, имаме меланоми кај многу, кај повозрастната популација над 60-та година. Меѓутоа, освен генетиката, нели, на која не може да влијаеме, понатаму, доколку направиме генетски мапинг, ние ќе можеме да процениме кој од нас има поголема склонност да се појави кај него меланомот. Бидејќи сум имала многу пациенти кај кои имате само една бенка под наводници, тоа е меланомот всушност. Значи никаков друг фактор на ризик. Не користеле солариум, не се печеле на сонце, а сепак се појавил меланомот. Од друга страна па имате пациенти кои што имаат преку 100 бемки, а и понатаму не се заштитуваат, лесно горат. Значи тоа е многу индивидуално. Со сите овие истражувања
Значи, научната мисла оди напред, значи се оди кон еден по-персонализиран пристап, во смисла да направите добра проценка на пациентот, кои се неговите ризици за појава на карциноми на кожа, особено на меланомот, и како понатаму да го водите. Да му препорачате редовна контрола на кожата, особено ако има над 100 бемки, ако има светла кожа, светли очи, ако има историја на изгореници, ако во семејството имало веќе некој пациент со меланом, особено во блиското семејство, велам, или ако самиот тој имал веќе историја на некој тип на карцином на кожа, вклучувајќи го меланомот. Тоа се ризичните групи, и исто така и овие што имаат имуносупресивна терапија, односно трансплантираните луѓе, и тие се во таа ризична група. Прегледот се прави со еден уред кој што се нарекува дермоскоп. Вие го донесовте во студиото. Ова е најновиот тип на дермоскоп, кој што освен поларизирачка и неполаризирачка светлина, вклучува и сина светлина, така наречена UV лампа, се не знам колку се гледа како флуоресцира, која што овозможува, значи може не да само кренете малку погоре за да се види. Така, еве го, значи, кон оваа камера, значи има светлина. Значи има три вида на светлина. Така, еве сината, не знам колку може камерата да долови, флуоресцентна всушност, која што буквално ни овозможува не само диагностика и детекција на кожни карциноми, туку и диагностика на сите кожни заболувања. Значи, дермоскопот веќе прерасна во стетоскоп за секој дерматолог. Кога ќе дојде кај вас пациент, значи вие буквално го гледате од сите аспекти. Значи, веднаш правите проценка на типот на кожа, веднаш му ги пресметувате ризиците и додека го прегледувате, буквално може да наидете на многу различни проблематики, почнувајќи од бемките до некоја екцема, до розација, до себореја, значи дури и габични инфекции кои што на пример се многу чести во овој период. И можете да поставите диагноза врз основа на овој термоскопски преглед. Значи како се прави прегледот, се нанесува само на кожата и се посматрат овие дермоскопски. Значи треба тука искуство на лекарот. Така, тоа е исто многу важно. И специјална обука за да може да препознае, едукација. Да, затоа и никогаш не ги поистоветувате дермоскопските прегледи со прегледот со обична лупа. Бидејќи лупата гледа само она што е на кожата. Тоа е зголемувачко стакло. Ова е рачен микроскоп. Овде имаме оптика, овде имаме поголема, како да кажам, технологија која што ни овозможува со ова поларизирачко светло да гледаме најмалку 1 до 2 мм во кожата. И преку гледање и посматрање на тие структури ние можеме да направиме така добра диагностика, секако нели со искуство и работа, бидејќи точно знаеме која боја, која структура, на која промена во кожата хистолошки одговара. Така да во денешно време, значи можеме со дермоскопот да направиме дури и евалуација на меланомот, во која мера е тој проширен во однос на дебелината, зборам, во кожата, според боите и структурите што ги гледаме преку дермоскопот, па дури и да препорачаме соодветни маргини во однос на тоа колку да се оди во здраве. При отстранувањето имаме гледач, ќе му дадеме можност да постави прашање во денешната Телма амбуланта. Добар ден за него. Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Ве слушаме, повелете. Ве слушаме, во програма сте, повелете. Добар ден, поздрав до студиото. Добар ден. Сакам да поставам прашање, имам 57 години. Така. Неколку години не сум изложена на сонце. На носот, како флека големина од леќа, неприметна, јас можам само да ја приметам. Како старечка флека, неколку една година-две, тоа нема нити да расне, нити ништо, значи само се приметува една мала нијанса на флека. Тоа е првото прашање. И второто прашање, ако може да ми одговори докторката, по телото некои црвени точкички, некоја малку, некоја поголемка, некои многу ситни се појавуваат на целото тело. Значи црвени точки. Црвени точки, така, зашто се работи? Докторки, некој подпрашање само да немат или тоа е се? Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Повелете. Пигментацијата на кожата најчесто се јавува како резултат на пролонгирано, континуирано изложување на сонце во младоста. Значи, ефектот кожата памети. Да, ефектот на UV зрачите е кумулативен.
Значи имаме директен негативен ефект изгореници. Тоа го гледаме веднаш, односно после 6 до 12 часа. А останатиот индиректниот ефект кој што се должи на тој кумулирани тие мутации во клетките, го гледаме дори после 10, 15, 20 години. И затоа кога доаѓаат пациенти, ама јас не сум се изложувала на сонце, како што каже и предадачката, меѓутоа има 57 години. Значи не се изложувала на сонце последните 3 години, а сепак претходно. Значи имаме според најновите статистики вели порано до 80% од УВ зрачењето сме го добивале во детската возраст, бидејќи децата најмногу престојуваат надворно отворено. Сега со овој начин на живот и со продолжениот животен век, значи само 23% е од онаа вкупна инсолација ја добиваме на таа возраст. Понатаму се повеќе и повеќе. Тоа се кумулира како еден вид на чашка. И кога ќе прелее чашката, следната капка веќе ќе се појави нешто на кожата. Дали како пигментација, дали како некоја рапава црвена површина која што можеби не се не гледа, а вие ја чувствувате. Тоа се така наречените актинични кератози, кои се исто така преканцерози. Или пак како некоја раничка која што не заздразува, тоа се базалиомите. Или пак сквамоцелуларните знаат да бидат мощни цврсти како брадавичка и повремено да се лупат, па повторно да се појават, да се раскрваруваат и така натаму. Дури сквамоцелуларните карциноми, бидејќи имаат и ширење околу нервите, знаат да дадат и болка. Останатите не даваат никакви симптоми од тој тип. Така да оваа пигментација прво треба да се прегледа дермоскопски. Со плавата светлина може да се види и оној дел што е невидлив со голо око и точно да се одредат границите до каде таа е присутна и во која мера. Најчесто се работи за обично соларно лентиго или рамна себороична кератоза, што се бенигни промени. Меѓутоа, соларните лентига со тек на време, доколку се остават нелекувани, може да преидат во лентиго малигна. Тоа е веќе малигно заболување, односно еден вид на меланом, кој што е многу површинско ширечки и многу споро се развива. Значи, основа да се направи диагностика е секако останува и уште еден момент, тоа е мелазмата, која што е еден вид на хиперпигментација предизвикана од други некои елементи од типот на хормонални влијанија во комбинација со сонцето. Што исто така може да доведе до појава. А тие црвени точкички што се црвените точкички се така наречени чери ангиоми, тоа се мали прошувања на капиларите, кои што буквално се јавуваат кај секој после, да речеме, четвртата, петата деценија, со тоа што белите кожи мислам дека ги имаат повеќе и има генетска предодреденост. Така во семејството имало едноставно една слабост на капиларниот сад, која што се манифестира како нели подолго, колку подолго живееме, веќе не компензираа до толку капиларчината и знаат да се појават овие чери ангиоми. Значи не се проблематични, само естетски може би влијаат. Така, добро, уште еден гледач ке вклучиме пред самиот крај на денешната емисија, ќе го замолам да биде што пократок со прашањето за да има можност да добие одговор. Добар ден. Ало? Повелете, во програма сте. Добар ден, поздрав до докторката. Благодарам. Имам едно прашање. Керката моја од раѓање има флека на лицето, нувест или не знам како му рекоја дека е. И кога и да оди, например, на море баш пред неколку дена, кога се враќа лицето и се прават брунчина. Не баш во пределот на кај што е флеката, и на вратот и на лицето, околу брадата. Како да, што да превземи пред да оди и сега моментално со чешање и црвенило. И ја чешат, има и црвенило. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Каков совет би дале во овој случај? Во текот на летото, поради интензивно потење, изложување на сонце, на хлор, на солта во водата, знаете, се јават многу иритации или во форма на фоликулити, како ситни брунчиња, па дури и како еден вид, значи фоликулитите може да бидат бактериски, но и габични. Че обично се тоа причините за ваков тип на исипи, особено околу вратот, лицето, па и долниот дел од брадата. Меѓутоа, тоа не е поврзано со флеката со која е родена, може би се работи за невусофота. Тоа е еден вид малку модрикава пигментација, бидејќи тука меланинот е длабоко во дермалните слоеви и еден вид на младеж, кој што треба да се заштитува нормално како и останатата кожа и со соодветни SPF и секако да се прави евентуално следење барем еднаш во годината. Значи тоа е тоа.
Ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма Амбуланта, за сите совети и препораки што ни ги дадовте. Благодарам на поканата. Почитувани, ова беше се во денешното издание. Ви посакувам убав ден. Пријатно.